Државниот просветен инспекторат побарал одземање на акредитацијата за работа на Универзитетот МИТ, дознава Сител од своји извори во инспекторатот. Според нашите информации, предложено и да им се одземе акредитацијата на уште два други универзитети, кои засега ни се непознати. Како причина за барањето, според нашите извори се наведуваат наводните криминални активности во овие универзитети, кои на фиктивни факултети запишувале студенти од Турција, кои воопшто не доаѓале на настава, но добивале дипломи. За нив се водела и двојна евиденција. Во исто време, детектирано и дека на дел од студиските програми на МИТ, тие не ги исполнувале програмските стандарди. За ова имаме конкретна потврда за нивниот факултет за психологија. Барањето за одземање на акредитацијата, инспекторатот го испратил до Одборот за акредитација и евалуација на МОН, но на денешната седница Одборот за акредитација одлучил дека е ненадлежен да ја одземе акредитацијата, затоа што како што неофицијално брифира еден од членовите, во овие универзитети имало криминални активности, а тие се надлежни за научно-програмската работа. Според членовите на Одборот, одговорноста сега е кај Министерството за образование, кое треба да поведе постапка за овие криминални дејствија и доколку е потребно од Одборот за акредитација да побара реевалуација на универзитетите. Универзитетот МИТ веќе подолго време го следат скандали. Минатата година Сител откри и докажа дека универзитетот и покрај тоа што немаше добиено акредитација за стоматологија, запишуваше студенти на оваа студиска програма. МИТ никогаш не ја добија акредитацијата за стоматологија, но не сноси никаква одговорност за студентите кои се запишуваа.